Подпишани 3 меморандуми, најави за зајакнување на економската соработка и трговската размена, уверување дека Грција ќе ја поддржи европската аспирација на Северна Македонија. Тоа беше епилогот од денешната прва посета на Бујар Османи како шеф на дипломатијата на Атина. Но грчката поддршка не е безусловна. Никос Дендијас јасно и на за дипломат несвојствен начин испорача барања. Доследна примена на Преспанскиот договор, бришење на сонцето од Вергина. Let me stress that the full, consistent and in good faith implementation of the Prespa agreement. Дозволете ми да потенцирам дека целосното конзистентно имплементирање на договорот од Преспа е начин за обезбедување напредок. 2 години откако договорот стапи во сила, препознаваме дека има прогрес во спроведувањето на промената на името, но потребен е поголем напредок. Од една страна во користењето на името и терминологиите од сите државни институции и приватни субјекти, вклучувајќи интернет сајтови, а од друга страна потребен е и прекин на антиквизацијата, отстранување на сонцето од Вергина од сите јавни површини, применување на патишта и објекти. Она што е кристално јасно во Преспанскиот договор е јасноста за она што се случи во античкиот период. А едно е јасно, со сета почит, вашите сонародници, а вие тоа го прифативте, не биле дел од кампањите на Александар Велики. Османи, кој претходно се сретна и со грчката претседателка, директно не одговори на аквите забелешки на Дендијас. Двете земји ги нарече стратешки партнери со добри односи кои според него може да се подобрат. As an immediate neighbor and also a member. И се заблагодарив на Грција како на наш сосед за незината принципиелна позиција и поддршка на нашата европска интеграција и почеток на преговори за членство и очекуваме оваа принципиелна поддршка да продолжи во иднина. Ја цениме оваа поддршка и ја сметаме за клучна во граѓењето долгорочно пријателство меѓу двете земји. Северна Македонија и Грција се стратешки пријатели преку посветена имплементација на документот наречен Преспански договор и очекувам дека ќе го зајакнуваме и развиваме ова партнерство. Потврдена е и заложбата за проекти во инфраструктурата и енергетиката, изградба на интерконекторот за пренос на газ, обновување на постоечкиот нафтовод, железничко поврзување, отворање нови гранични премини. Ситуацијата со бугарското вето, барем јавно, не беше спомената. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.